Со црковно-народен собир денес во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово беше одбележан празникот Собор на сите македонски светители. По повод празникот на Светата Божествена архиерејска литургија чиноначелствуваше архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан во сослужение на шестемина членови од Светиот архиерејски синод и свештенството. Празникот Собор на сите македонски светители секоја година се одбележува во различен град од државата, а годинава домаќин на свеченоста беше Тетовско-гостиварската епархија на чело со митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Во своето обраќање кон присутните, Тетовско-гостиварскиот митрополит истакна дека единството и заедништвото во Бога и црквата се целите кон кои треба да се стремат сите верници. Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат заедно. Вака старозаветниот просветен поет го опишува единството, го опишува амбиентот во кој што владее хармонија, љубов, едносушност и согласие. Кога луѓето или една заедница екзистираат како едно, а колку е таа заедница потврста, посигурна и потрајна, кога луѓето се собираат и обединуваат околу оној кој е причина за секоја радост и утеха, кој е наш Создател и Отец, кој е извор на доброто. Ние собрани на овој начин во овој Дом Божи најсилно и најдиректно го изразуваме нашето заедништво и како црква и како народ. Со овој свештен собир кој секоја година се организира по разни места од нашата држава во чест на соборот на сите македонски светители, кога во слава на Бога и за молитва сме обединети сите, и клирот и верниот народ Божи, ние како народ и црква докажуваме кој сме и што сме. Докажуваме и што заслужуваме, односно на што имаме право. И овој призор, ова заедништво е навистина мило и убаво за гледање, зашто сме се нашле и собрале во слава на Бога, сме застанале да се молиме и измолуваме за сите и за се. Една од карактеристиките на православната вера е единството. Едноста, односно единството е својство на црквата. Сите ние, членовите на православната црква, сме едно во верата и верувањето. Едно е учењето што го живееме, една е вистината што не обединила и поразила со својата логичност и точност, едно е крштението, со кое преку нашите срца го напишавме Христовото име, едно е писмото, кое постојано не вразумува и поучува, едни се тајните со кои се напојуваме со благодат и искачуваме кон Царството Божјо, една е Евхаристијата, заедничкото дело на сите нас. Историјата ни покажала, на како и современието, слободно ќе речам, да ни го докажува тоа, дека често се случува како народ да не сме единствени и да не сме доволно обединети. А кога нешто е разединето, тога сите сме свесни дека истото представува лесен плен за противниците и непријателите. Секогаш кога сме биле разединети, други користеле и не делеле, не искористувале и поробувале, ни го земале правото на духовна и национална слобода и постоење. Нашиот народ секогаш бил жртва не на другите, туку на својата поделеност. И денес ни се случува поделеност и неслога, и треба конечно, кога ете Господ благоволи, да се оствари нашиот историски копнеж за слобода, за своја држава, црква, јазик и култура, да станеме свесни и сплотени за тоа што не засега и од што речиси се ни зависи. Само заедничкото може и треба да ни биде секогаш светост и императив, а никогаш не себелюбието и личната корист. А заедничко имаме многу и тоа треба да го чуваме и негуваме. Затоа наидно треба да се консолидираме и да отстраниме се што е туѓо, да ги напуштиме современите невредности
и да се вратиме на вредностите кои ги воспоставиле и го правеле човекот достоинствен, да кажеме не на туѓата култура и морална асимилација. Инаку Македонската православна црква ја одредила првата недела од месецот октомври, кога ќе празнува заеднички празник на сите македонски светители. Иако тие си имаат и своји посебни празници, овој ден е одреден за заедничко сеќавање на сите македонски светители, кои во изминатите 2 милениуми на најразлични начини придонеле за афирмација на христијанството на овие простори, а некои многу пошироко. Се молиме за добробит на сите нас, бараме од Бога утеха и надеж за сите предвизици и искушенија со кои ќе се соочиме, просиме милост и спасение. А ќе можеме ли да бараме добро од нашиот добар Отец, ако и самите нараснеме во добродетелите, ако не се каеме и не се поправаме, ако не ги љубиме искрено и истрено сите луѓе, ако не се угледаме на подвигот, на примерот што ни го дале и покажале духовните атлети што денес ги славиме. Колку се значајни за нас светите Кирил и Методи, зашто без нивното дело ќе останевме да се служиме со рески и цртички, да читаме и гатаме како многобожците. Колку само можеме да научиме, особено ние духовните пастири, од светиот Климент, Охридскиот чудотворец, од неговото сеодно служење на престолот Божи и посветено би рекле неуморно проповедање на евангелското слово, на тоа секој човек да се наведе на вистинскиот спасителен пат. Колку само можеме да се поучиме од светиот Наум и од светите послужителни отци наши Прохор Пшински, Јован Рилски, Гаврил Лесновски и Јоаким Осоговски, од нивниот подвиг за љубениот Бог, од нивното чисто срце и чиста вера. Колку само можеме да не охрабри жртвата на новомачениците Злата Мегленска, Спасо Радовишки, Ѓорѓи Кратовски, Агатангел Битолски, на светите новоканонизирани пречистански и битолски преподобномаченици. Да ни покаже и докаже колку и како треба да ја сакаме својата вера и Бога, колку може да ни даде поттик да го учиме и браниме наследството на нашите предци, да го чуваме изворното православно предание по примерот на светиот Иларион Мегленски, Нектари Битолски, Јован Кукузел и така натаму. Да се почитува, но и да се живее верата, им порача митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф на присутните верници. Но ако се огледаме на нашиот Спасител Господ Исус Христос, и ако само малку искрено примиме од неговата личност и квалитети, тогаш ќе добиеме многу. Во Христос почива сета полнота на љубовта, на добрината, на надежта. Во Христос се смислата и целта на нашето постоење. Што ме ова така, а и денешните славеници, сите македонски светители и воопшто сите осветени луѓе што ја докажале стварноста на спасението, тогаш ќе бидеме и добри лидери, и добри свештенослужители, и добри верници, и добри луѓе. Не може да биде лош човек оној што дури и многу малку се моли во текот на денот, но тоа го прави од се срце. Не може да е злонамерен оној што искрено и истрено подвизувајќи се, сватил дека го прави тоа од послушание кон Бога и кон црквата, а заради смирување на себе и на својата суета, заради примање на доблеста на воздржувањето. Не може да биде егоист оној што стојќи во храмот на служба, гледа во земјата и вели Господи прости и Господи помилуј. Само човекот што заборавил дека Бог е тука и секогаш бдее над нас, грижејќи се за нашето растење, може да заборави и на човечкото и на достоинственото. Само човекот што го заслепила страста, не гледа подалеку од себе, но за жал не се гледа ни сами од себе си. Возлюбени браќа и сестри, да стоиме ревносно во верата, да победиме секој униние и секоја слабост, секоја мрзливост, да доаѓаме во црква на литургија, да ги празнуваме празниците, да ги постиме постите, да се каеме за своите гревови и исповедајќи се да се заветуваме дека ќе се поправиме.
Создадени сме со голем дар како совесни и разумни, како богообразни и богоподобни битија. Да не го трошиме животот на работите што минуваат, туку да го живееме заработувајќи за вечноста. Ако прозбата на нашиот Спасител упатена кон неговиот небесен Отец, и тоа во моментите кога престоеше неговото страдање, биде наш животен императив, тога сме на добриот пат. А тој во тие моменти не се молеше за ништо од овој свет или за себе си, освен за ова. Не се молам само за нив, туку и за оние што по нивните зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, Отче, во мене и јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно. Бог да го благослови нашиот собир и да ги услиша нашите молитви. Амин. На многоја лета. Со духовни песни Црковно-народниот собир го збогати и женскиот младенски хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зоричи. По повод празникот Света Причест денес примија најмладите, а потоа и повозрастните верници. Овој септември 5 објекти на детската градинка Младост во Тетово стартуваа со 670 примени деца и 140 деца на листа на чекање. Како што ни изјави директорката на јавната установа Рамије Даути, листата на чекање не е предолга со оглед на тоа што во другите градови има и повеќе дечиња што чекаат прием во градинка. Во секој случај, поради растечкиот број на заинтересирани родители за згрижување на своите деца, се прават просторни проширувања во рамки на постоечките капацитети. Летово беа адаптирани нови занимални. Благовремено према потребата ние се припремаме за септември за започнување на школската година. Во текот на тие припремања, значи беше и тоа дека ни беше мала градинката, а голем број на деца каде што имаја потреба да се запишат во старата градинка. И така што решивме да делот, магацинот, кој во моментот беше така помалку употреблив, го преоспособивме и направивме тоа да не биде занимална за најмалите деца. Тој е готов. Децата, мислим дека им е поудобно во таа просторија, но не застануваме тука. Барања се праќа и до Министерство се известуваат дека старата градинка има потреба и за поголеми инвестиции, значи за поголеми простории, каде освен тоа би ни требало некоја сала за физкултура и такви работи. Очекуваме дека ќе ни се одговори позитивно. Имавме молерисување на поток, имавме една занимална, бидејќи ни се појавија поголем број на деца во албанска група бебиња. Значи, и тука направивме да 2 канцеларии бидат како една занимална, барем колку можеме да ги прошириме децата. Потоа, тука во Тетекс имавме средување на холоите и други работи кои ни требаја, опремување на канцелариите со информатички средства кои им се неопходни за работи и друг канцелариска опрема, и така што не остануваме на тоа, значи продолжуваме, каде што сега веќе почнуваме со поголеми проекти, каде би требало да се сменат пенџерите на поток први спрат, бидејќи се неопходни за зимското време. Од годинава има и измени во начинот на плаќање на надоместокот за згрижување на дете во објектите на јавната установа Детски градинки Младост. Родителите имаа обврска за упис на своето дете однапред да го платат надоместокот за месец септември.
како гаранција дека понатаму редовно ќе ги плаќаат давачките. На ниво на Совет на родители си решивме септември да биде унапред. Родител кој има долг да не може да продолжи без да го исплати долгот. Бидејќи и градинката, за да може свите услови да им ги направи на децата, некој за тоа треба да плаќа. Имаме родители кои по 6-7 месеца, 9 месеца не плаќаат градинка. И на крај кај ќе им се рече дека не платиле, они ќе фаќа замерке, не им било добро, немало ужинка, немало, а уствари тоа е све само како одбрана. Затоа им е предложено, за да може да подпишат договор за оваја школска година, да го уплата прво долгот, па после да продолжат. Освен што ќе биде новитет, децата кои ќе се осети дека 2 месеца редовно не плаќаат градинка, ќе им се укаже на родителите и одма ќе биде испишано од градинка. Бидејќи да обстанемо, мораме некако да ги соберемо парите. Јавната установа Детски градинки Младост од Тетово има 5 објекти во општина Тетово и 1 во Јегуновце, 2 дисперзирани групи во селата Боговиње и Нераште. Од неодамна под надлежност и припаднаа центрите за ран детски развој во Фалише, Речица и Селце. Наскоро под надлежност треба да и припадне и Центарот за ран детски развој во Шипковица, а како што не информира директорката Даути, се вршат преговори за отворање на ваков центар и во село Джепчиште. Со добро реорганизирање и ревизија на избирачкиот список каков што е сега и со помош на експерти, можно е да се подобри списокот, да се отстранат грешките, да нема дупликати и така натаму. Ако подготовките започнат сега, многу е можно да се заврши на време пред изборите, вели амбасадорката на ОПСЕ во Македонија Нина Суомалајнен во неделното видео интервју на Радио Слободна Европа, што денес во целост ќе се емитува на програмата на телевизија КИС во 21 часот и 40 минути. Модифицирањето на составот на Државната изборна комисија и зголемените овластувања се дел од темите за кои што дискутира работната група. Какви се искуствата во другите земји со слични проблеми? Кој е најдоброто решение практично? In international election standards, there are a number of good practices. So in a way, there is no one single mechanism how to organize or how to manage elections. Also for the election legislation, there are different models. The OSCE ODIHR institution is basically giving some advice on the best practices, and it is then really up to the political parties here to agree on what kind of practices will be used in this country. However, of course, there is election legislation and there is a voter registration process. One thing what is important, though, is that whenever these things will be changed, they wouldn't be changed too close to the elections. So normally there is 1 year before, but of course in some countries it's possible to do it 6 months, 8 months, 9 months before. But it's important that whenever elections are getting closer, it is known in good time what is the legislation, what are the management proceedings, and so forth. Also, a crucial principle, of course, is independence and neutrality for any election institutions, nationally or locally. Амбасадорка, на секој избори проблем е избирачкиот список. Сега, начинот на кој што тој ќе се прочисти практично е дел од преговорите на работната група. Се зборува за активна регистрација, за теренска проверка. Според вас, останува ли доволно време до закажаните избори за овој краток период реално да се прочисти избирачкиот список? I think there is a possibility, of course, to improve the system with the voter registration, to do it totally new. There are those who say that time is too short, but there are those who say that, well, if you do it really, really efficiently, you might be able to do that. So I'm not taking stand on that particular issue, but also with a normal reorganizing or reviewing the voter register as it is now, it is totally possible to do it with help of experts, to see that,
to ensure that there are no errors or duplications or things like that. So if now the management of elections we start to do it, it's still possible, really possible to do it in good time before elections. Денес имавме сончево време со умерена облачност, а попладне наместа со повремени слаби врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 7 до 11, а дневната од 22 до 25 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност, попладне наместа со слаби врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 7 до 18, а дневните од 18 до 27 степени.